Општини без атмосферска канализација, училишта и градинки, а имаат тениски игралишта, спортски сали, споменици. Вака денеска во пракса изгледа спроведувањето на фискалната децентрализација 12 години од почетокот. Најчесто кој најмногу ќе се омрси од буџетскиот колач решава централата на Илинденска. И затоа која општина колку пари ќе добие, честопати зависи од блиските релации на градоначалникот со власта. Експертите се категорични дека динамиката на досегашната фискална децентрализација после 16 години од кога е донесена и е нормирана и во системски закони, ниту во обем, ниту во структура не го задоволува тоа што беше првично проектирано. Имено во структура кои извори на финансирање учествуваат во финансирање на локалната самоуправа, остануваат доста сиромашна, бидејќи се уште продуктивните, да речам, даноци се со мало учество, како што е ДДВ-то само со 4% од 100% на платеното ДДВ, а од друга страна персоналниот данок е само со 3% учество од 100% на платеното. Оваа структура ден денеска не постигнува ниту една третина од тоа што е пренесено обврски во локалната самоуправа, затоа што таа чини некаде околу 100 милиони евра годишно за сите општини. Во случајот, бидејќи 250 милиони евра годишно се пренесуваат преку така наречени грантови и дотации, наменски блок дотации до локалната самоуправа. Според Беџети, ако се анализира концептот, ќе се види дека немаме ефикасен концепт, бидејќи не представува предизвик за локалните власти да бидат покреативни и поинвентивни. Тие се на некој начин фискални паразити, кои што 2/3 ги очекуваат од централната власт, а од друга страна се ставаат под високо политичко влијание на централната власт, кога рефинансираат другите. За општинските татковци, двете фази на фискална децентрализација се апсолвирани, но се далеку од доволни за општините да ги решат проблемите на граѓаните. Гледам позитивно на новата владина програма, каде што има веќе најава за трета фаза од фискална децентрализација. Тоа ќе значи поголеми буџети за општините и тоа значи и поголеми можности за решавање на проблемите на граѓаните, посебно со главен акцент на двата главни финансиски извори што ги полнат буџетите на општините, тоест стапката од данок на добивка и данок на додадена вредност. Значи далеко од доволна е од персоналниот данок 3% и 4,5% од ДДВ-то. Ако се спореди тоа со европските држави кои претендираме, значи и ние да бидеме членка, таму персоналниот данок е или чисто, значи локален данок, оди целосно за локалната власт, или најмалку, значи 50% од тоа, а кај нас, значи 3%. И ова покажува јасно колкава е разликата. Според него, значено за фискалната децентрализација да се спроведе тоа што е законски донесено, односно 1% од БДП да се менаџира од општините. Се појавуваат апсурди во такви ситуации, каде што од страна на владата ти се нуди тениско игралиште, а како општина имаш проблем со подземната инфраструктура, имаш проблем со атмосферска канализација. Меѓутоа не демантира дека во некои случаеви буџетскиот колач се дели по партиски врски. Во принцип, значи не можеме да кажеме, посебно во наши услови во Балкан, значи дека нема влијанија, зависно од кој раководи со министерството, да не влијае дека тие пари да се насочат повеќе кон градоначалниците кои што се од истата политичка партија. Новата влада најави дека нешто ќе се менува во распределбата на парите и помош побара од ЗЕЛС и од Министерствата за локална самоуправа и финансии. Од тоа зависи уште колку години ќе ни бидат потребни за општините во Македонија конечно фискално да се децентрализира.